Добро вечер, го следите Дневникот на Канал Плюс. Ова се настаните што го одбележаа денот. Се расчистуваат патиштата во Кочанско. Патниот правец меѓу селата Крушка и Полакија е безбеден за сообраќај, а се расчистува патот кон Мишино. Европско злато освои младиот Кристијан Водински од Берово. Тој живее во Германија, но на Европскиот куп ги бранише боите на Македонија. За да се надмине состојбата од недостиг на кадар, Агенцијата за вработување во Штип организира обуки за едукација на дефицитарни кадри. Утре во 14 часот ќе биде одржана трибината во Скопје во знак на одбележување на децата со ретки болести. Зоран Мјалков од Штип е еден од родителите кои има дете со аутизам. Апелира до сите родители кои имаат истата мака да се здружат и да ја подигнат свеста на државните институции да обратат помош за ваквите деца. По повод Светскиот ден на лица со ретки болести, во Драмскиот театар во Скопје утре ќе биде одржана трибина по повод овој ден со почеток во 14 часот. Родителите на овие лица се главните иницијатори за одржување на ваквата трибина. Еден од родителите е и Зоран Мијалков од Штип, кој веќе 9 години сочувствува со истата мака на своето дете која е болно од аутизам. Неговиот апел е до сите родители кои ја имаат истата мака и родители кои имаат деца со посебни потреби да се придружат на отворената трибина. Утре може да присуствуваат и родители на други категории, значи да видат како ќе биде, за да бидат спремни за во случај да има трибини за нивните категории. Значи од многу порано јас имам изревано на телевизија да сигнализирам што се случува, дека умиваме родителите, дека многу мала помош имаме за нашите деца. Значи почнаа да се возбудуваат и други родители, ама за жал бројката на форумите е огромна, ама ујавност од срам, од средината, за тоа што сме стигматизирани од средината реално. Зоран е еден од организаторите на маршот кој беше планиран за на 14 март. Марш за лица со посебни потреби, но моментално е ставен во мирување од повеќе причини. Пред трибината, значи, бев дошол до идеја, значи не случајно, со месеци размислување и планирање, значи бев дошол на идеја да се организира марш, значи мирен марш за децата со аутизам, прво ми беше замислата. После седна и викам, не е фер, има и други деца со посебни потреби, па се прошири на марш за децата со посебни потреби и на крај викам, чекай, ќе пораснат нашите деца, а нема институции за ни. И многу говориво пашење на нас родителите ни е што ќе биде со нашите деца после нас. Значи тоа умиваме по однос на тоа пашење. Значи нема закони, што ќе се случи со нашиот имот. Кај ќе ги сместат нашите деца. Што се однесува до помошта од државните институции, Зоран апелира да се подигне свеста што повеќе за да се развие системот кај државните служби за помош на ваквите лица. Па сега значи има ред на нештата. Значи првично најбитно за било кое дете со посебна потреба е раната детекција. Значи уште на рана возраст да се открие кој е проблемот кај детето. Потоа доаѓаат тестови, бидејќи без тестови ќе нема резултати. Потоа врз основа на резултатите од тестовите, стручен тим, ако нема доктори во Македонија, може да се донесат од странство, кои што врз основа на тие резултати би дав добра терапија, бидејќи тоа е клучот. Понатаму доаѓаат центри, инклузија, бидејќи без добра терапија и најдобриот говорен терапевт нема да има целосен успех. Апелот не е само упатен до родителите кои имаат истата мака, туку до сите обични граѓани кои имаат човечност во себе да дадат подршка на родителите и на самите деца со ретки болести.
Градоначалниците од регионот денес на состанок во владата на Република Македонија посветен на акциониот план за чистење на реките. Со оглед на поплавите кои беа актуелни на почетокот на месецот, целта на состанокот е да се координираат активностите на расчистување на коритото на реките и избегнување на опасноста од ново изливање на реките и нови поплави. Се уште трае расчистувањето на патиштата во Кочанско. Патниот правец Крушка-Полаки целосно е расчистен од наносите од земи и гранки, резултат на неодамнешните обилни врнежи. Екипите за одржување на патиштата во Кочани работат на оспособување на патот кон село Мишино. Механизацијата на фирмата задолжена за одржување на планинските патишта денеска ги острани наносите од земја и камен, како и надвиснатите дрвја и го способи за сообраќај патот од местноста Крушка кон Полаки. Слечиштето, кое неколку дена го блокира патот за моторни возила, е последица на обилните врнежи. Значителни оштетувања на патиштата и помали или поголеми одрони се регистрирани на повеќе планински патни правци. Во овој период имавме свлечишта на потегот од Брана Градче према Јастребник, така да и овие свлечица благовремено беа отстранети како би можеле луѓето од овој крај да можат да ги користат локалните патишта. Денес се наоѓаме овде на потегот од Крушка према Полаки, каде што и ова свлечище е отстрането. Фирмата која е задолжена за одржување на локалните патишта во зимскиот период е на терен и врши отстранување на наносите од земја и камења кои беа појавени од самото свлечиште. На приоритетните места и патишта интервенирано во најбрз можен рок, а на одредени критични места ќе се работи откако временските услови ќе се подобрат. Тоа пред се однесува на патот кон Мишино, каде поројните дождови предизвикале оштетување на нестрамните делови. Инаку, поквалитетна и целосна поправка на планинските патишта ќе се прави под делувањето на тендерот за одржување на таковната 2015 година, кој е во тек. Сервисери на машини за шиење, болничари и машинобравари се дел од дефицитарните занимања во општина Штип. Со активна мерка за преквалификација и доквалификација, Агенцијата за вработување и оваа година продолжува да организира обуки за едукација на дефицитарните струки. Една од активните мерки предвидени со новиот оперативен план за намалување на невработеноста, кој неодамна го промовираше владата, е и мерката за преквалификација и доквалификација на лица евидентирани во агенциите за вработување кои се со ниско и недоволно образование. Оваа мерка беше актуелна и во минатото, кога беа вклучени повеќе провајдери, фирми и училишта. Од минатото имавме соработка и со средното машинско училиште Колин Лехтенин. Така имавме соработка во областа на обуките за бравари. Имавме обуки две групи во минатото кои успешно ги спроведе обуките. Исто така имавме и со медицинското училиште соработка, таму имавме обука за болничари во минатото. Сега ќе видиме, оваа година се прават анализите, се зависи од анализата на пазар на труд. Штипските стручни училишта и оваа година се подготвени да излезат во пресред веднаш штом ќе се направат потребните анализи за тоа кои се побарувани, а дефицитарни занимања, односно веднаш штом ќе се распише огласот за пријавување. Пред 3 до 4 години имавме една сесија на доквалификација на, мислам, 8 доквалификанти кои тогаш успешно ја заврши својата доквалификација. Мислам дека и тие луѓе веќе успешно се вработени, се работеше за струката болничар. По мој увид нема таков кадар, бидејќи и смеровите во медицинските училишта се за малце по-други квалификации, тоа се медицински сестри, фармацеутски техничари. Со веќе изработена програма за обука на сервисери за машини за шиење подготвени се и од текстилното училиште Димитар Мирашчиев, од каде дознаваме дека ги
имаат потребни услови, стручен кадар и просторни можности за проектот повторно да се реализира. Со претходниот проект во текстилното училиште 10 лица добиле сертификат за сервисери на машини за шиење, од кои тројца веќе имаат засновано работен однос. Што се однесува до електромашинското училиште Колен Ехтенин, таму си идеални условите за обука во браварството. Инаку обуките за ретки и побарувани занимања траат 4 месеци, од кои 3 се со теоретска, а 1 месец практична настава, за што добиваат паричен надомест, како провајдерите во износ од 30.000 денари, така и невработените активни баратели на работа во износ од 6.200 денари. До крајот на 2015 година треба да се докомплетираат барањата за легализација на дивоградбите. Во општина Делчево до сега позитивно решени се помалку од третина од поднесените 2589 барања. Над 1300 барања треба да бидат комплементирани до крајот на годината. Од вкупно поднесени 2589 барања за легализација на дивоградбите во Делчевско, до сега позитивно решени се 720. За 1300 барања се уште нема поднесено елаборати, иако крајниот рок до кога граѓаните треба да ги комплетираат документите е до крајот на годината. Од општината апелираат граѓаните да се обратат до геодетските фирми за изработка на елаборати, бидејќи за решавање на предметите се потребни и по неколку месеци. Општина Делчево ве информира дека во тек е спроведувањето на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. До сега во општина Делчево има поднесено вкупно 2589 барања. 720 се позитивно решени, а 15 се одбиени. 558 се со комплетна документација, а останатите се некомплетни. Комисијата за постапување со бесправно изградени објекти редовно излегува на терен и постапува согласно Законот за легализација. Се известуваат сите баратели за легализација на бесправно изградени објекти дека крајниот рок за дополнување на барањата со елаборати и друга документација е до 31 декември 2015 година. Процесот на легализација на дивоградбите започна во 2011 година. Крајниот рок до сега неколку пати се пролонгираше, а до 31 декември вработените во одделението за урбанизам ќе имаат полни раце работа. Кривична пријава закума новчанката која во јануари годинава плаќала со фалсификувана банкнота во дискотека во Штип. Ова е трета кривична пријава за фалсификување пари годинава. 2014 година СВР Штип има поднесено 22 кривични пријави за 23 сторители на ова дело. СВР Штип поднесе кривична пријава против 18-годишна девојка од Куманово, поради постојани основи на сомнение дека сторила кривично дело фалсификување пари. На 24 јануари оваа година пријавената во дискотека во Штип платила со фалсификувана банкнота од 1000 денари. По пријавувањето на делото од вработената во дискотеката се презеле мерки од страна на полициските службеници, при што од извршеното вештачење е утврдено дека банкнотата од 1000 денари е фалсификувана. Против 18-годишната девојка е поднесена кривична пријава. Ова е трета кривична пријава за оваа година. СВР Штип за 2014 година поднела 22 кривични пријави за кривично дело фалсификување пари против 23 сторители. Виница се подготвува за славење на утрешниот верски празник Тодорова сабота. 6-та година поред општина Виница организира прослава која се темели на традицијата, народниот дух и обичаите. По повод верскиот празник Свети Тодор, утре 28 февруари, општина Виница по 6ти пат ги организира традиционалните Тодорови трки. Во Виница единствен ваков настан кој ја анимира јавноста и не става граница ниту на возраста, ниту на полот, ниту на етничката припадност. Настан во кој директно или индиректно се вклучени и најмладите и најстарите е токму оваа манифестација. Тодорови трки, 90 годишна традиција во општина Виница, 6-та година поред возобновена. Учество ќе земат
учесници од 6 до 66 години. Обезбедени се прикладни награди за кои донатори се скоро сите компании од општина Виница. Главен организатор и главен донатор е локалната самоуправа на општина Виница. Очекуваме сабота да биде еден прекрасен ден во нашата општина, како и секоја година, ден кога ќе се соберат поголемиот дел од виничани. Надпреварите ќе започнат на стадионот од 11 часот со повеќе дисциплини: трчање, велосипеди, трка со коњи, влечење со јаже, трчање во вреќа, како и многу други. И годинава наградите за најдобрите тројца учесници во секоја категорија се обезбедени со спонзорства од приватниот сектор и општина Виница. Комисија во широк состав започна со преслушување на сите пристигнати композиции за овогодинешното јубилејно издание на Макфест. Исто како и минатата година, избраните композиции ќе се изведуваат во живо со оркестарска придружба. 13 члена жири комисија денес ги преслушуваше сите композиции кои пристигнаа во предвидениот рок за овогодишното 30-то јубилејно издание на Макфест. На отворениот конкурс досега пристигнале 34 композиции. Жири комисијата денеска ќе ги преслуша сите песни и по бодовен систем од 0 до 10, групирани во 3 подгрупи, значи ќе се одлучи која од овие песни ги исполнува критериумите и може да влезе во конкуренција да се натпреварува за Макфест 2015 година. Структурата на фестивалот и понатаму останува иста, односно директор е Дарко Мијалковски, музички директор Оливер Арсовски и технички директор Трајче Јованов, секако со подршка од општина Штип, предводена од Кирил Панајотов. Од општината додаваат дека доколку остане слободен простор за песни, тогаш ќе се премине на нарачка директно од композиторите. Исто како и минатата година, избраните композиции ќе се изведуваат во живо со оркестарска придружба. Доделени наградите најдобар во струка за најдобрите ученици во средните стручни училишта, проект на Министерството за образование и Центарот за средно стручно училиште. 162 ученици од 28 средни училишта се бореа за награда за најдобар ученик, лидер, проект на Министерството за образование и наука и Центарот за средно стручно образование. Целта на овој надпревар е да се соедини теоријата со праксата, што во иднина учениците ќе ја развијат нивната креативност и способност, а ќе имаат можност да ја применат во нивната настава. Најдобрите ученици кои ќе се покажат во нивната област ќе имаат предност кај работодавачите, а со тоа ќе им понудат вработување или пак стипендија за продолжување на нивното усовршување на некои од техничките факултети во Македонија, соопшти министерот за образование Адеми. Од ресорното министерство вела дека младите креативни лица по нивното завршување на средното стручно образование ќе имаат предност кај компаниите во кои ќе воспостават редовен работен однос. Пазарен извештај во дневникот на Канал Плюс. На градскиот пазар во Штип денес имаше богата понуда на сезонски производи по ниски цени. Задоволни од пазарот беа и трговците и купувачите. Задоволни и продавачите и купувачите. Така може да се оцени денешниот пазарен ден во Штип, според оние кои продаваа, но и оние кои купуваа. Првите задоволни од побарувачката на одредени производи, посебно градинарските. Цените цел рост зависи од големината, од 60 до 10 денари од парче. Брокулата е од 34 денари и 40 парче, ѓумберот е 320, морковот е 40 денари, цвеклото 30 денари, пашминат од парче од 10 до 50 денари. Добре се поштени, нема малку парички, още рано за пензиите. Зимат оришче, грахче, зимат, имаме ние сладко, драчелки, имаме марула, салата, имаме, зимат се по нешто. Потрошувачите пак исто така задоволни од цените. Велат поскапо било во продавниците отколку овде на тезгите. Па бе, цените се супер. Не се некои лоши цени и да не работиш. Ако работиш, още по-тешко ќе ги продаваме. Тука цените се супер, само ни се многу скапи у продавниците. Пазаро према муштериите. Цените? Цените, портокало 3 за 100, мандарините 60, па вие другите не сам толку. Спрема вашиот буџет цените одговарат? Како да ви кажам, и така и така.
Печатливо за понудата беше дека со затоплувањето како да се зголемува асортиманот на производите, посебно нарано градинарските, кои исто така може да се набават по пристапни цени. Деветгодишниот македонец Кристијан Воденски по потекло од Берово, кој живее во Германија, одби да се надпреварува за оваа земја и реши да ги брани боите на Македонија во кикбокс. Тој го освои златниот медал на Европскиот куп во кикбокс, што се одржа во градот Ниртинген, Германија. Воденски е шампион во бразилско џиу-џицу во младинска конкуренција. Уште еден голем успех за младиот кикбоксер Кристијан Воденски. 9-годишниот македонец по потекло од Берово, кој одби да земе германско државенство само за да ги брани боите на Македонија, освои златен медал на Европскиот Open шампионат во кикбокс, кој се одржа во градот Ниртинген, Германија, во категоријата лайт контакт до 12 години, односно 25 килограми. На надпреварувањето организирано од Светската ВКУ федерација, до златото младиот Воденски стигна откако го победи шампионот на Германија за 2014-та Крис Барс, против кого според информациите кои ги добивме бил доминантен во текот на целата борба. Малиот Воденски инаку освен во кикбокс одличен и во бразилско џиу-џицу, во борење и во теквондо. Неговиот главен настап годинава ќе биде на познатото нага надпреварување кое ќе се одржи во април. В недела почнува пролетната фудбалска сезона. Прва средба на Штипска Брегалница е со Пелистер во Битола. Брегалница е на предпоследно место на табелата, па обстанокот во лигата ќе биде успех за штипските сини. Фудбалскиот клуб Брегалница од Штип во недела ќе си ги одмери силите со екипата на фудбалскиот клуб Пелистер од Битола. Тежок надпревар во кој ќе се игра за опстанок во првата лига. Сините не ветуваат дека ќе останат во лигата, но со сигурност ќе се борат до последното коло. Во клубот владее добра, позитивна и работна атмосфера. Имавме успешни зимски подготовки. Значи, текот на подготовките течеше според очекувањата и може да кажам дека не радува и околу играчкиот кадар. Добро се подготвивме, го задржавме костурот на тимот од есенскиот дел и сите заедно се надеваме за една успешна пролетна сезона. Сите знаеме дека Брегалница се наоѓа на местото кое води во понизок ранг и пред нас не очекува една тешка мисија, али сите ние тука заедно, мобилизирани, почнувајќи од управата, стручниот штаб, фудбалерите, ќе го дадеме максимумот, значи ќе се заложиме за може да обеќаме, да ветиме, значи дека ќе биде безпрекорно на секој надпревар, фудбалерите ќе го дадат максимумот, ние како стручен штаб, значи ќе се заложиме за сето тоа да го одработиме на најдобар можен начин. Фудбалскиот клуб Брегалница се посилен во својот состав, се вратија добри играчи како Никола Тонев и Лазар Илиев. Во неделниот надпревар сините со нови дресови во борба за опстанок во првата лига. Недела започнуваат надпреварите во пролетниот дел од првенството во фудбал за жени. Женскиот фудбалски клуб од Кочани е домаќин на екипата Речица од Куманова. Кочанскиот женски фудбалски состав се стреми кон освојување на државната титула. Засилени и подготвени за пролетниот дел од првенството во првата фудбалска лига за жени, фудбалерките на ЖФК Кочани во недела напладне стартуваат со надпревар против аутсайдерот Речица од Куманово. Надпреварот започнува во 12 часот, а единствената непознаница во пресрет на средбата е со колку гола ќе бидат испратени кумановки. Повеќе од месец дена беа на припреми девојчињата, одигравме 2 контролни утакмици, значи пред 2 недели игравме утакмица со комшиското дерби ЖФК Оризари и изминатата недела бевме во Благоевград, одигравме еден меѓународен надпревар со екипата на ЖФК Спортинг од Благоевград. Се надеваме дека успешно ќе стартуваме во пролетниот дел од првенството. Во делот на здравствената карта на фудбалерките е во добра кондиција. Немаме некои посебни проблеми. И со двете нови принови кои дојдоа во екипата на ЖФК Кочани се надеваме дека
ќе стартуваме и тоа посакувано пето коло дербито меѓу ЖФК Кочани и ЖФК Драгон од Скопје. Ќе бидеме во некој додатен мотив со кој ќе се решава и правакот на Македонија. Во ЖФК Кочани се е подредено за дербито против Драгон, кое се игра во Кочани во петото пролетно коло, до кога се очекува екипата да дојде до топ форма, а се верува и дека ќе се оствари планираниот трансфер на две црноморести репрезентативки од Нигерија. На 1 март стартуваат и оризарки, кои имаат тешко гостување во Скопје, каде имаат невозможна мисија против лидерот на табелата Драгон. Штип денес беше домаќин на зонски надпревари во кошарка за средни училишта во машка конкуренција. Финалето не се одигра до крај, а победникот не е познат. Денес се одржа зонски надпревари во кошарка во машка конкуренција за средни училишта. Учествуваа екипи од 4 средни училишта. Средното училиште од Валандово, од Радовиш и Струмица се играт два полуфинални надпревари и еден финален, и победникот од денешните надпревари учествува на регионалниот надпревар во Кавадарци. Првиот надпревар се одигра помеѓу екипата на Радовиш и екипата на Валандово, во кој училиштето од Радовиш Коста Сусинов издвои победа со резултат 47:26. Во вториот надпревар силите си ги одмерија екипата од Штип против екипата од Струмица, во кој средното училиште Јане Сандарски од Струмица се пласира во финалето со резултат 41:36. Во финалниот надпревар средното општинско училиште Коста Сусинов од Радовиш и екипата од средното општинско училиште Јане Сандарски од Струмица полувремето го завршија со резултат 30:23 со водство на екипата од Радовиш. Ова беше се за денес. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.